Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за една книга што ја прочитав неодамна. Тоа е книгата Иселеници од В.Г. Зебалт или Винфриед Георг Зебалт. Ова е еден многу познат германски писател кој што себе си се нарекувал, всушност си го земал името Макс подоцна во животот, Макс Зебалт, познат е по тоа име. Значи во видео или ќе го користам само презимето Зебалт или Макс Зебалт, значи како и да е, не е тоа толку важно. Неговото име го уште пред повеќе години, пред неколку години почна да ми се појавува во разни интервјуа, во разни разговори со одредени писатели кои што го спомнуваа како влијание, како чии што романи извршиле и дела извршиле големо влијание врз нив, им се многу драги. Немав прилика да прочитам ништо од него до неодамна, само ми се појавуваше така неговото име често. Проверив дали има нешто на македонски, мислам дека изгуглав, ми се појави дека всушност Магорија има издадена оваа книга во 2020 година, превод од германски Слободанка Поповска. Земав да ја прочитам, да видам за што станува збор, за каков писател станува збор, за каков е неговиот стил, зашто е толку посебен. И сакам да кажам неколку збора за оваа книга. Знам дека за да се формира слика, вистинска слика за еден писател, потребно е да се прочитаат веројатно повеќе дела. Меѓутоа, од кога ја исчитав оваа книга, нема да останам сигурно само на оваа негова книга, затоа што некако, иако има една ненападност, една скромност, една меланхолија во неговиот начин на раскажување што ми е блиска, ми се допаѓа и решив да ги прочитам и другите негови дела. Всушност, познат е по оваа книга која што е издал оригинално на германски во 1992 година. Има позната негова книга е Прстените на Сатурн или Сатурновите прстени, Остерлиц или Аустерлиц, не знам како точно се изговара, и Вртоглавица, Вертиго. Тоа му се 4 најпознати книги. Планирам да ги прочитам. Видов дека ги има издадено на српски, најверојатно ќе ги нарачам некако, ќе најдам начин како да ги прочитам. Всушност ова не може да се нарече роман, и под насловот е 4 долги раскази. Ова се 4 животни истории, 4 новели. Првата е пократка, другите се малку подолги, најдолгата е веројатно нешто над 100 страни, можеби 120-30 страни. И додека ова се животните приказни на четворица очигледно иселеници, поврзано со насловот, емигранти, иселеници, кои што живеат во Англија или во Америка. И самиот Зебалт има живеено во Англија. Значи за четворица луѓе, едниот е доктор Хенри Селвин, другиот е Паул Берајтер, Амброс Аделвард и Макс Фербер. Например, едниот е нараторот има некаква поврзаност со сите овие личности, со овие четворица мажи. Првиот го среќава додека заедно со неговата сопруга нараторот се сели во Англија и ќе се смести под кирија во една куќа каде што овој човек живее, отуѓен од неговата жена која што го води тоа домаќинство и ја има таа куќа. Тој е доктор, влегува нараторот во разговор со него и почнува да се расплетува, да се разоткрива неговата приказна, дека тој е всушност пребегнат уште многу одамна од Литванија, дека тој е евреин. И полека ќе видите дека всушност сите ликови, речиси сите ликови се евреи по потекло. И тука има една интересно нешто за кое што ќе кажам нешто малку подоцна. Другиот човек е учителот од раното детство, наставникот на нараторот, и тој се сеќава на него. Се сеќава од прва рака, меѓутоа подоцна со помошта на друга личност ќе дознае многу повеќе за личноста на овој човек и за неговата приказна, за назад во Германија и така натаму. А пред тој да емигрира, подоцна следната приказна е за Вујко, еден подалечен Вујко на нараторот кој што живее во Америка. И тој и собирајќи од неговите тетки, чичковци во Америка, ќе отиде таму нараторот, собирајќи материјал, ќе направи реконструкција на животот и подоцна и од личните белешки на тој човек, кој што е негов Вујко, кој што всушност работел како батлер, како човек од доверба во високо богати семејства, и се раскажува приказната и оди во разни правци за да заврши на крај со патување низ Блискиот Исток, Турција и така натаму. И последната приказна е за еден сликар, евреин, кој што живее во Манчестер. Всушност нараторот се сели во Манчестер како млад човек да студира и ќе се запознае со овој сликар.
И тука почнува исто и неговата приказна полека да се гради, да се редат коцките во парчињата во сложувалката. Исто така подоцна овој сликар, овој човек ќе му ги даде дневниците или записите на неговата мајка, која што не успева да пребегне, ќе го испратат него, не успева да пребегне и се испратени во логор заедно со неговиот татко. И тука од тие дневници, од тие белешки се зборува за незиното детство, за незиниот живот, за како дошла до таму каде што се. Значи, ова се 4 истории кои што не се поврзани една со друга, освен што ги поврзува тој наратор кој што има некаков однос, некаква врска со сите овие четворица личности. Интересно е што Макс Зебалд не е евреин, меѓутоа одчитав некои текстови дека неодамна напишана е биографија за неговиот живот и всушност таа поствоена Германија, веднаш после војната, тој е малку чуден период каде што во германските семејства се избегнувала темата на Втората светска војна, улогата на Германија и така натаму, концентрационите логори, тие нешта. Меѓутоа Зебалд се открива дека на 17 годишна возраст првпат во училиште ќе се соочи со фактот, ќе дознае дека постоеле концентрациони логори за ужасите што ги правила Германија. Татко му бил во војната, значи не бил никаков фактор во војната, меѓутоа бил војник, бил регрутиран, ќе влезе во конфликт со татко му, ќе смета дека бил соучесник на Хитлер и така натаму. И всушност почнува да се интересира Зебалд за судбината на тие луѓе кои што пребегнувале, некои директно од Втората светска војна, некои порано, тие евреи кои што пребегнуваат во други земји. Меѓутоа, она што ќе го забележите додека читате оваа книга, што нема никаква сентименталност или не е она како во некои типични книги каде што се занимаваат книгите со Холокаустот или Втората светска војна воопшто, тоа не е таков директен фокус. Приказната нивна е во фокусот, меѓутоа има навраќање, има сеќавање, меѓутоа не и Холокаустот е некаде во позадина и она што се случува. Затоа што не сите доаѓаат од иста позадина. Можам слободно да кажам дека ова е книга каква што не сум читал до сега. Не во смисла не сум читал толку добра книга до сега. Не е лесно да се зборува за оваа книга, не е лесно да се зборува за стилот на Зебалд, затоа што не е лесно и да се опише. Има најдов еден опис за него, мислам дека делот таа жена која што пишувала таа биографија негова и таа го нарекува вештиот господар на потиснатите мемории. И тоа мислам дека кога го прочитав тој опис, мислам дека многу добро го опишува она што всушност како раскажува всушност во оваа книга. Значи не се обидува Зебалд да не шокира, да не сгрози или да направи ние да се ужаснеме или да сочувствуваме со овие луѓе, туку ни ги прикажува такви какви што се, фокусот со овие лични приказни и како што поминува нивниот живот всушност и како дол нивниот живот кон крајот, како почнуваат да ги тивко полека да ги прогонуваат сеќавања од порано, сеќавања, травматични сеќавања, за иако тие си нашле дом на друго место и изградиле живот, како полека несуптилно, неусетно тие сеќавања сепак не може целосно да се репресираат, да се потиснат и си доаѓаат на површина. Значи има одредена меланхолија, има одредена резервираност иако убаво, стилот на Зебалд е одличен, меѓутоа мене лично, не знам какво е вашето искуство ако сте го читале или ќе ми кажете, пишете ми кога ќе го читате. Мене не ми беше толку лесно да пробијам во стилот и да влезам во течението на неговото раскажување. Ми требаше малку време, иако е убав неговиот стил. Не наметлив, тивок, едноставно не ги дава објективно овие животни приказни кои што не одат хронолошки, да речеме, тој како влегувате во приказната и на некој начин не знаете каде ќе ве однесе, затоа што не е она типично хронолошки од детство, раѓање, детство, па не знам, возрастни години на крај смртта. Како што кажав, не е лесно да се зборува за Зебалд, за оваа книга, остави впечаток врз мене, затоа што знаете како некојаш некои книги нема директно да не, тоа сум го кажал и претходно, можеби да не воодушеват, меѓутоа длабоко вршат некакво влијание или оставаат некаков печаток, и не оставаат со некаква атмосфера и впечатоци кои што траат, можеби со денови, некои со месеци и знаат да не прогонуваат
така што има големи шанси да ја препрочитам оваа книга. Во секој случај планирам да ги прочитам и неговите и другите негови дела. Ако сте го читале Зебалт или некои други негови книги, кажете ми ваше мислење. Ако сте читали Селеници, исто така кажете ми го вашето мислење. Ви ја препорачувам, значи во секој случај видете како вие ќе доживеете оваа книга, споделете го тоа во коментари. Толку за Зебалт, толку за Селеници и се гледаме со наредното видео. Поздрав од мене и чао!